Екс-премиерот Зоран Заев бил против случајот Империја. Сметал дека Јанева нанела голема штета со истиот, бидејќи Мјалков и Камчев имале под контрола пратеници кои му требале за гласање во собранието, кажа во своите завршни зборови прво обвинетиот во рекет Бојан Јовановски. Како што кажа тој, токму поради ова не се вештачил неговиот телефон. Боки 13 вели ваков предмет не сме да се темели на цитати, туку на цврсти и несоборливи докази, кои според него ги немало. Тој кажа и дека во неговиот дом доаѓали судии, обвинители политичари, меѓу кои министерот за здравство Венко Филипче, кој договарал, како што ја нарече, криминогена соработка со Орце Камчев за болницата 8 септември. Зоран Заев ми кажа дека голема штета нанела Јанева со Империја, бидејќи Орце Камчев имал пратеници за гласање во собранието, исто како и Сашо Мјалков. Затоа не се вештачи мојот телефон, бидејќи ќе се види комуникација со Зоран Заев. Јовановски кажа и дека имал WhatsApp комуникација со обвинителката Вилма Русковска, а тоа го наведе и како уште една причина зашто обвинителството не го вештачело неговиот телефон. Бранителот на Боки 13 Сашко Дуковски се осврне на улогата на засега единствениот осуден за рекет Зоки Кичеец, велејќи дека постоела фотографија каде се гледа тој во друштво на брат на врвен политичар, кажа дека немало никакви докази за кривичното дело кое се става на терет на неговиот клиент. Трунка дилема нема. Кој што сака нека мисли. Овој предмет е креиран исклучиво за јавноста. И не случајно во одредени периоди се пуштаат тие снимки и на лаверита, и на други социјални мрежи, и на други медии. Бојан Јовановски каже и дека имал порака од Заев која гласела: "Дојди да се видиме и ќе се соочиме со доказите", која била испратена на 16 април. Се поставува прашањето како може екс-премиерот да знае за доказите ако пријавата е направена на 2 мај, кој му ги дал доказите на Заев. Јовановски денес уште еднаш порача дека сонува да стане лидер на државата, а и се закани дека доколку не биде вештачен неговиот телефон, ќе објави целата комуникација која имал преку истиот, а ја чувал на USB. Инаку судскиот процес за случајот рекет е пред самиот крај. Утре завршните зборови ќе ги даде Катица Јанева и нејзините адвокати, а потоа ќе следува пресудата.